Драги мои пријатели и пријателки, здраво. Причината поради која ја правам ова локомна, видеолокомна, е следново. Мислам, не треба многу зборови, фотографија која го обиколи светот. Знаете што се случуваше, за да подесат притисокот за да има во сите зони во Гостивар, црпеле со електропумпи, црпеле од фекална канализација, црпеле 3 недели и вбризгувале во водоводот во Гостивар, загаден е водоводот со фекални бактерии. Првин се обидоа да лажат, да манипулираат, и така натаму, малце наивно во целата работа. Државата реагираше веднаш штом се дозна апсења и анализи. Доктор Даниловски и доктор Пановски, како и други лекари, особено Даниловски, напиша 2 големи колумни во врска со овој случај, каде што анализираше од епидемиолошки аспект. Значи, збориме загадена вода загадена. За да ја намала дејството на загаденоста, вбризгале уште повеќе хлор. Хлорот и онака сам по себе е штетен, освен во некои разумни дози кај што треба да ја заштити водата од загадување, плюс тоа не ни успеале и водата сепак имала фекални бактерии. Објавија сите медиуми, да. Она што најмногу сега боли во цела ова приказна е што објавија и светски медиуми. Ете, тоа е проблемот. Објавија Times Malta, објави Малезија, фекални бактерии најдени во водата за пиење и илјадници болни во Македонија. Пенинсула, ова е World Europe, ова е француски. Значи, немам зборови што да ви кажам за ова. Срам огромен. И сега додека уште се размислувам како можевме вака да дозволиме некадарни, неспособни, ретардирани, политичкиот систем, ова било, она било и така натаму, не знам више што да набројувам, се случува уште една кражба. А претходно имам уште нешто што ми тлее и сакам да извадам оваа теорија на заговор дека во Македонија се спремаат големи проблеми. Еве за што се работи. Имено, не знам дали сте во тек, би требало да сте во тек, ако веќе ме следите мене, значи чат пат, знаеме што се случува во државичкава, море државиште, каква државичка. Напад врз железничката инфраструктура и имотот на државата и граѓаните, кражба во постаниците Драчево, штета од 5 милиони евра. Значи, ова го објавија повеќе портали, сите го објавија. Трансформатори, секој тежи 30 тона. Објаснете ми, ова е како високо, што знае дете, што е 30 тона, земе и носи. И сега, кога се мислиме дека е ова некаква само обична кражба или така натаму, која треба да се открие, бидејќи бакарот е многу скап, многу вреден, дека нели се организирале, почнува нешто не ми штима во целова работа. Имено, сега ќе ве вратам уште поназад, кога се правеше некаква реконструкција на владата и си заминаа некој,
до мене стигнаа информација, значи ја тотално непроверено сега говорам, дека некој успеал од државни фондови, кои не ги контролирала власта, да раздели скоро 50 милиони евра средства на луѓе кои беа директни учесници во шарената револуција. Со задоволство ќе дебатирам на Facebook, не дебатирам, немам потреба. Ја го преживеав, ја го осетив на своја кожа нивниот платен тероризам за уништување на државата. Буквално уништување на државата, ништо друго не. Да влеземе во НАТО, ќе влезевме сега. Еве ја ви кажувам. Сега ќе влезевме. Еве немаше да влеземе пред 4-5 години кога беше, Дојранскиот, Преспанскиот, Охридскиот, Паланечкиот, Свирипичинскиот договор. Ќе влезевме. Ќе влезевме во НАТО. НАТО не смееше да не остави, дури и грците сами го признаваат тоа. И сега, овие пари трансформаториве, а пази, трансформаториве што ќе направат? Трансформаториве ќе направат заостанување на развојот на град Скопје, можеби најдобрите причини со кои може да се фали оваа влада, а тоа е, железничкиот сообраќај, градскиот воз и така натаму. Некако не ми се склапа дека е ова чист криминал. Не ми се склапа. Се сеќавате ли пред парламентарните избори колку пожари имавме? Чудесни пожари. Се палеа гуми, се палеа шуми, деца фатени како фрлаат гуми запалени низ. И тебе ти станува јасно дека чекај овде нешто не штима. Прво, за водата во Гостивар. Моje чувство, моje мислење, јас сум убеден дека се работи за биотероризам. Ништо друго. Да разболиш преку 1000 луѓе, ова е чист биотероризам. Зошто ми даде за право да верувам дека е тоа така? Затоа што немаше протести. У нормална држава дека ќе имаше протести. Зошто не излегува да протестираат? Затоа што очигледно дека некој ја хендла оваа работа. Тоа е моје мислење. А ако вие си мислите поинаку, идете по рамната земја и джитнете се таму од работа. Биотероризам. Втора работа, да се закочи развојот на Скопје. И тоа сериозно добра работа која ќе имаше огромен ефект. Александар Николовски по тој повод изјави следново. После тешката штета нанесена од кражбата и уништувањето на енергетската инфраструктура за железницата. Вечер во одржавме координација со директорот на железници инфраструктура Синишен Ивановски и железници транспорт Дејан Кошутич. Сакам да ги информирам граѓаните дека градски воз ќе има. Ветивме од 1 септември и од 1 септември ќе оперира. Редовен карго сообраќај коридор 10 кој носи најмногу приход на железницата ќе има. Патнишки возови за Веле, Гевгелија, Прилеп и Битола ќе има. Убеден сум дека брзата реакција на МВР крадците ќе бидат пронајдени и одговарат. Благодарам на министерот Панче Тошовски за брзата реакција. Ние ја градиме, други уништуваат, ние ќе победиме, ја градиме Македонија. Кога го снимам ова, јас стварно не знам у овој момент дали се фатени, дај Боже да се фатени, но јас сум убеден. 30 тона не може крадци, па макар и се организирале и така натаму. За това стои структура, сериозна структура. Дури луѓето, ако ги гледаш, може би се деликвенти или и така натаму. Но за това стои логистика која може само да биде партиска. Собери ги парите 40-50 милиони здрпани од разни
агенции врз кои нема контрола власта, а некои убацени во власта злоупотребија или беа уценети, не ме интересира, I don't give a fuck, и ги разделија парите повторно на шарените револуционери. Ја очекувам шарена револуција во поинаков облик. Очекувам тероризам и биотероризам. Дали приметите дека повеќе водоводи беа позагадени од ваму, од тамо и така натаму имаше известување. Абе, Куманово, Липковско езеро, војна кога се војуваше со УЧК, нашите воени сили со УЧК, нашите одбранбени сили со УЧК, водата беше запрена во Куманово, но не и загадена. Да, затоа што тогаш, нели, беа под контрола, им кажува како ќе правите, знаете кој ги контролираше. Овдека, мислам дека затоа што некој не е во власта, посегнува по се. Пожари, подметнати пожари, загадување, запирање на развој на градот, бидејќи градски воз, ја не знам, толку ли сте млади и зелени утиквите, не се сеќавате дека со шинобус идевме од Скопје, од Драчево, Скопје, Тетово, Гостивар. Ја памтам. Наместо да идеш со автобус, наместо да идеш со автомобил, идеш со ова и завршуваш работа. До Кочани имаше исто шинобус. Шинобус те уствари како автобус. И мене ми се допадна што Александар Николовски, Министерството за транспорт и врски, владата, како и да е, за пофалба меја, се враќа на вредности кои се проверени, но беа запоставени е лош збор. Уништени бе, брате. Немавме железница, сега се подсмеваат, се железница воз имало, немало. Сега нема што. Бидејќи подсмевот, исмејувањето, лажните обвинувања, бидејќи, знаеш, краделе провизии ово она. Знаеш што, тој што краде и што зема провизии не може да изгради. Нема пари. И ги видовме тие за овие 8 години, ништа не направи. 300.000 садници ја горе на ГТЦ ќе ставам. Иде изброј ги, дали има повеќе од 30-40 исушените, за жал. Сами вие да се нафатевте како акција поише ќе имаше. Океј, загрижен сум, мислам дека ќе се спремаат за сериозна политичка дисторзија, ќе се обидат да прават потреси пред избори, бидејќи немаат буквално со што да парираат на оваа власт. Они мислеа дека, еве ги живи, среќни, дојда вака така. Арно, ама. Автопати, железница, Скопје и уште куп проекти, сериозни проекти, зад кои доаѓа меѓународна Британија. Еве и со автобусите се заврши. Еве, Квичевте, нема автобуси, пропаднал готово, пропаднал тендерот, нема автобуси. Па добро што пропаднал тендерот, затоа што не бил окей. А не, сега, откако с тендерот успеа, сега ја договориле провизијата. Како бе вие со вашите провизии не успеавте да донесете 5? Ајде на Шилегов барем два автобуса донесе на водород. Ништо. Нула. Еве го Качанички пат се прави. Еве го се прави Гостивар Кичево. Букојчани. И то запнато име. Сакаат за 8 септември, сакаат за 1 август, сакаат да се покажат, сакаат да направат нешто. И ова е стварно сериозно градење како што не
Никој од вас не памти. Ја не памтам. Во модерна самостојна Македонија, ни претходно, ни тој, Груевски го фалевте, немаше олку градба. Почна и застана. ККМ праеше дилови, па не ме закачајте, па чекај зачистете малце у багажникот и така натаму. Океј, ја ви викам, отворете 6 очи, 2 пара позади, 4 пара напред. 4 очи напред, 2 позади. Друга математика. Нема веќе. Фатете ме малце за сер и за фраканција. Но, јас сум загрижен дека овие се подготвуваат за урбан тероризам. Трафостаници од 30 тона. Не може, а да не е тоа организирано, партиски координирано, криминално организирано, со луѓе од администрација, во МВР, во војска, во не знам све каде, за да тоа помине неприметно. Памтете ми го зборот. Ич не сакам да сум управо. А е некоја наредна да испадне дека не сум во право, па да ми изедете жив. Може ли? Може. Тоа беше се за денеска. Пријатно.